море, цела недела никој нема поминато. А јас едва и чекам некој да помине. Да си кажеме по некој збор. Муавет да си направиме, да размениме. Види, конечно некој доаѓа. Како договорен ја, само што спомнав. Пази. Маж и жена. Ајде да видиме. Сега ти да ги носиш. Со што си намеравате? Ти да ги носиш сега. Ајде. Добар ден, добри луѓе. Добар ден. Кај сте тргнале? Ајде домаќине, оди си по патот, не туку застанувај со секакви питачи. Доста жено. Ами, дома сме тргнати. Дома. Што убаво е така кога ќе го кажеш. Ама вие не сте од овде. Јас ги знам сите луѓе што живеат тука. Оти јас самиот сум од село. Да, ама сега и ние ќе живееме во селото. Во ова убава село. Си купивме куќа тука. Да, сами си ја купивме. Наследивме многу пари од покоен татко. Ајде сега да одиме, не можам веќе да ги додржам куферите. Си знамачив, каква чорбаџика сум јас. Па остави ги. Само плачеш, жена. Ами плачам. Ке плачам. Каква чорбаџика сум јас. Се измачив. Жени, за се нешто да се плачало. А ти кој си? Ако мисли чорбаџикава дека јас сум питач, ама јас сум чувар на селово. Доста бре, жено, само препрашуваш, срамота. Чувар велиш, а? Да. Селово го чувал дедо ми, го чуваше татко ми, а сега го чувам јас. Убаво. А од што го чуваш ти селово? Од лоши луѓе. Како го чуваш? Немаш ниту нож, ниту ништо. Како тоа го чуваш? Ајде, жена. Ако нека си прашува, таа нека прашува и јас ќе си одговарам. Та вие сте нови во селово, мора да се спријателиме. Еве утре ќе дојде ден, ќе треба да ви поминам на ракија, на мезе. Ние во нови куќи парталави не примаме. Еми добро. Прости ми така самиот што си се наканив. Ако ме повикате Арно, ако не пак Арно. Извини, пријателе, ама не личи нас вака видни чорбаџи да седеме на иста маса заедно со тебе, Сиромов. Ти тука на патот живееш, а? Еми како да те примиме в куќи? Еми Арно, штом ти така велиш, така нека биде. Ајде тогаш, одете си по патот. Ајде да одиме. Земи еден куфар. Земи. Тишки. Требаше измеќари да платиме, требаше измеќари. Се знам. Само да се плачам. Ја ми ќе плачам, како да не плачам? Чорбаџи или сме шоли? Ајде. Ау! Кај ме однесе, бе, Тодоре, кај ме запусти. Ајде, само кукаш. До кај сме, Тодоре, до кај сме? Не можам веќе пожешко, овој куферов ми е многу Уште тешко. многу било, малку останало. И во право беше да ти кажам, требаше да земеме измеќари. Да не личи вака богати луѓе со многу пари да носат товар. Сега ти текна, Тодоре, сега ти текна. Еми текна. Туку, кажи ми, што мислиш за оној што го сретнавме по пат? Кој мори? Хај, темната јас. Ти не се сеќаваш на човекот сега што го сретнавме, а јас чекам дома да ме однесеш. А ти мислиш на оној што го чуваше селото, овој бушавиот, питачот? Ама да не ти кажев, немаше да ти текне. Немаше да ми текне. Да. Кажи ми, нели ти изгледаше никако како така? Питач како да ми изгледа поинаку? Види, тој со кучињата спие и сигурно полне со болви целиот. Тоа. Ништо во грбов ме чеша. Мислиш дека некоја болва ми има скокнато од питачов? Ти вели што сакаш, туку сега гледај. Гледај! Ова е куќата што јас ја купив. Ти си ја купил. А? Парите од татко да не бе, а? Гледај. Ај, море, многу е убава. Многу. А и колку пари имаме, можеме уште една ваква да си купим. Така е. Многу сме богати, Тодоре. Ќе бидеме најбогати во цело село, родне.
Туку што стои сега? Нели нозете те боле? Ме болат. Па ајде влегувај. Ме болат, ајде. Ајде куќа си имаме. Ајде, јас прва ќе влезам. Аха, ти ќе влезеш. Не, домакинката треба прва да влезе. Домакинот прв влегува. Од парите од татко е купена куќава, јас прва. Јас ја купив, Не. јас прв ќе влезам. Јас прва ќе влезам. Ајде. Па ќе почнеш ти да плачеш. Дај ми сега. клуч. Ајде. Чекај, јас ќе отклучам. Јас ќе отклучам прво. Јас ќе влезам. Не, јас треба прво. Опа. Тодоре. Убаво е, а? Што е оваа работа, зарем во исти ден доаѓаат и други луѓе во селово што не ги знам. Ајде, белки, не се толку на контени како претходнини. Добар ден, добар човеку. Добар ден. Да сте ми живи и здрави, пријатели. Што ве навел патот наваму? Одиме на кај селово. Работевме на нива со години, па успеавме да си купиме една трошна куќерка. Сакаме домаќинство да сториме. А ти што правиш на сонцево? Јоцо, дај му вода, нека наква се грало човеков ако остане. Не. Терајте си вие по патот, а јас ќе си останам овде. Да си го чувам селово. Од што? Од лоши луѓе. Ама такви досега овде немало. А вие од кај што доаѓате, какви се луѓето таму? Многу се арни. Кешки такви пријатели, такви комши и тука да си најдеме. Оти човек сам не го бива. Убаво е да си има некој со кого ракија да се напие. Да си се најде за арно, за лошо. Да знаете дека тука сите луѓе што ќе ги сретнете, такви ќе бидат. И се марно, ништо друго нема да ве снајде. Да си ми жив. Убаво што те сретнавме вака. Сега барем знаеме дека и селово има и чувар. Вие да сте ми живи и здрави и ајде слободно врвете си по патот. Да ни дојдеш на гости. Кога сакаш? Имам ракија, сам ја правев. Ви благодарам, ќе поминам кога ќе можам. Ајде со здрави. Со здравие. Добри луѓе, добро ќе ве снајде. Масата ќе се биде до зидот. Не може! Масата ќе биде на средина. Масата ќе си биде до зидот и точка. Ако дојдат гости? Па што ако дојдат гости? Кола е работа ќе ја поместиме потаму. Ќе ја поместуваме. Не кажи ми, што ќе ти е масата прилепена до зидот? Така сакам да имам простор. Што орода не ќе играш? Што сакам ќе правам, дома си сум. Јас сум повеќе дома. Куќата е купена од парите на татко. Значи, масата ќе биде на средина. Родно, косата ми побеле од тебе. Мене веќе ми е побелена од тебе. Не прокопсана една. Како ли ќе се живее мори со тебе? Ајдете. Пак се разликави. Ќе се разлигавам, да. Цел живот сакам да имам своја куќа. И сега да не можам масата да си ја ставам каде што јас сакам. Ама ти цело време кажуваш како ова да е твоја куќа. Ова е наша куќа, родно. И јас секогаш сум си сакал масата да си биде до зидот. Добро. Ајде седни. Да се договориме. Чунки маш и жена сме. Па така е. Домајкини сме. Треба со заеднички збор да се договараме. Така е. Значи масата ќе си биде до зидот. Не. Вака. Јас мислив како да се договориме. Ајде да кажи. Оваа соба ќе ја наместиме како што сакам јас, а другата соба домакине ќе ја наместиме како што сакаш ти. Добро. Ајде може. Може. Леле, како ќе се живее со тебе? И што сега куферот го остави отворен? Што да му правам? Не сакаш да го заклучам? Па внатре е се што имаме, парите, се е внатре ми. Домакине, дома сме си. Што може да биде? Бре, домакинке, колку сум среќен. Конечно и ние да си имаме свој дом. Домакинство наше. И јас домаќине.
Сега убаво ќе беше да имавме маса и столчиња да не јадеме на земја, ама мене и вака ми е убаво. Ехде, ке тера животот и за тоа ќе спечалиме. Така е, домајкине. Битно е ние да се сложуваме и среќа да не прати. Хајде да јадеме, па да одам јас да го средам малку дворот, а ти намести за вечер за спиење. Немаме дрва за вечер, ама ќе си се гушнеме и ќе помине студот. Немаме пари за секира, ама ќе побарам некоја од комшиите назаем. Па ќе одам до шумата, ќе насечам некој дрво, за да запалиме оган за вечерва. Овој чуварот на селото прашај го, ми се виде фин човек, тој сигурно ќе ти помогне. Да, да. Ајде јас да станувам и да потерам работа. Оди ти, јас ќе раскренам тука. О, пријателе. Како си? Што ти е, да немаш некоја мака? Мака немам, ама сакав да те опитам нешто. Ајде, зборувај. Пријателе, да не имаш секира да ми дадеш назаем за 1 час. Секира. Јас вака сиромав ти изгледам како да имам секира. Добро, ајде. Туку вака ќе направиме сега. Ќе те пратам јас кај едни богати чорбаджии. Таму ќе им побараш секира. Ќе појдеш сега надолу по сокакот, десно ќе фатиш првиот сокак, од левата страна има една голема куќа. А овде кај ова дрвото? Има чинар, Да. голем. Таму, во таа куќа ќе побараш. Една голема убава, така ја Голема видов убава. на поминување кога... Така е. Таму оди побарај, сигурен сум дека ќе имаат секира. Е, добро, да побрзам тогаш. Ајде. Ајде. Добар ден, чорбаджи. На здравје кафето. Да ти е сладко. Добар ден. Јас сум Јоцо. Денес се доселив во селово, со невестата заедно. Живееме во една куќерка тука подолу на патот. И ние се доселивме денес со невестава. Живееме во ова голема убава куќа. Заарно и за убаво да ни е. Ама ние сме чорбаджи. Јас вака тебе како што те гледам, ке да сте сиромави луѓе. Да, сирома си сме, скромни луѓе. А ти, чорбаджија, па реков да те прашам, ако имаш секира да ми дадеш назаем, да одам да насечам некое дрво до шумата, па да запалиме оган вечерва со невестата. Имам, ама не давам. Та ако се раздавав јас така, сега немаше да си живеам чорбаджиски убаво. Добро тогаш. Остани ми со здравје. Немам што да те послужам, ќе ми простиш. Само да умаш на ракија, ама велиш не сакаш. Ти ич гајле да не бериш. Од сиромаштија глава не кренав, ме гледаш. Ама среќни се. Ај, полека ќе си купиме се. Зеде секира? Ајде да одиме да ти помогнам со дрвата. Не зедов. Ој, чорбаджијата вика оти на сирома си секира не давал. Ке измрзнете ноќеска. Нема. Ке си се гушнеме, ке си се покриеме со јамболијата и ке помине ноќта. Да, ти ич гајле не бери, туку прости што нема со што да те послужиме. Ама пак ќе речам, да сипам по една ракија да се напиеме. Не. Прости ми ти мене што ти испратив кај оние лоши луѓе по секира. Туку ајде јас да ве оставам вас да си одморите. Од пат доаѓате, папсани сте. А ракијата нареден пат ќе ја пробаме. Ајде, со здравје. Здравје да имаш. Ајде, пријатно. И добро те, зошто е свеќава запалена? Уште дене. Штом сме легнале на спиење, исто како да е ноќ. Епа да знаеш, јас сум капнат и одма ќе си легнам. И јас сум.
Се ме боли. Епа кога влечкаше куфери цел ден, Жити мене, сега ти текна. Кај се видело богати луѓе да се изнамачат како ние денес? А ти реков креветов да го ставевме малку по-на средина, вака напикан до зидот. да не сакаш да го преместиме сега. Ако сакаш ти, јас сакам. Мора, ајде доста легни си. И моли се утре са бајле да се разбудам. Оти мислам нека 3 дена нема да можам да се одморам. Дебре, мажиште. Доста закјути, ајде, спи. А парите ги ставили во куферите? Да? А куферите каде се? Во големата соба. Оти мори ги стави таму? Кај да ги ставам? Па, тука, под кревет, под перница. Таму се чуваат пари. Ичен си домаќинка. Ако си ти толку голем домаќин, зошто тогаш ти не ги зема и не ги донесе тука да ги ставиш под перница или под кревет? На се рачката се најдолу. Ајде, легнувај. Ако сакаш, оди, земи ги. Земи ги и донеси ги. Ама зошто? Дали таа соба или оваа соба, наше си е, дома си е. Парите се тука. Што може да се случи? Ајде. На се мана да се најдела. Требаше од таа страна да си легнам. И сега јас тука со масава како чир на средина да седам. Место да си се подпрам до зидот, масата, да беше ке си пиев кафе како човек, убаво. Ова е последен пат јас тебе кафе да ти барам. Од утре има да ни најдеш измеќари. Е, добро те, ке најдам. Ке најдам. Само ми заповедаш. А колку работа има? А ти едно кафе па не знаеш да направиш. Си го преврела. Знам. Намерно така ти го правам, за побрзо да се сетиш да донесеш измеќари. Е, навистина не личи вака без измеќари богати луѓе да седат. Не личи. Не личи. И знаеш што си мислам? Ти текнува оној токмакот вчера што дојде секира што бараше? Кој? Оној сиромавиот со жена му што се доселиле во ова село. Ти кажува, да ги викнеме со жена му, измеќари да ни бидат. И онака се нови во селово, работа им треба. Колку беше тој сиромав пустиот. Ако се толку сиромави, не сакам. Може би имаат волви, како оној чуварот на селото. Е, добро да како и да е, измеќари ни требаат. Имаме пари, ќе си платиме. Така си е, домаќин. Така си е. Така си е. Така си е. Време е за измеќари. Црна жена што направи? Што викаш, бе? Не ограби, а ги нема парите. Како парите ги нема? Леле, ги нема, ги види. А ти реков под кревет да ги чуваме парите, ти реков. Па ти ноќеска кажа дека ќе ги прибереш. Ти си виновен. Леле, парите од татко. Ти си виновна. Леле, ти си виновен. Ти си виновна. Парите од татко, ојде, ти си виновен. Ајде сега плачи. Ајде сега лигави се. Ајде, само тоа да знаеш. Ти си виновен, парите од татко, ојде. Леле, отишол денот. А колку работа има. Зоро, останувај. Испеале петлите, сме се успале. Што зборуваш, бе, домајкине? Леле, еден куп работа ме чека. Ајде, станувај. Зоро,
Зоро, Помина зората. Пладне ќе дојде скоро. Не зори, ајде станувај. што чудо не снашло? Види. Види што најдов покрај постела. Што късмет бре домаќине? Од сирома си, богаташи да се сториме. И тоа на спиење. Ова не е нарна домаќине. Да не фати некоја клетва од париве. Не сме ги заработиле ние. Право си. Право си. Да одеме на сред село и да најдеме чии се, да ги вратиме. Ај. Доста бе, доста. Да знаев дека вака ќе рикаш ко магарица, немаше да спијам ноќеска. И ги чував парите цела ноќ. Да, ти ги чуваше, ке ги чуваше. Цел живот спиеш, сега ги чуваше. Спијам, да, спијам. А знаеш зашто спијам? Да не ти го гледам тоа суратот. Не. Јас сум будала зашто ги подели парите од татко со тебе. Не си ти будала. Јас сум будала што не ги сокрив парите. Е, така да знаеш. Расипи кокен. Ти си будала, така е, ти си будала. Ти си будала. Ти си будала. Ти си будала, Мори. Ти си будала. Што е, добри луѓе, каде итате вака? Малка имаме. Ноќеска не испокрадува. Ве украдоа? Ти вака ли го чуваш селото? Ама јас селото го чувам од лоши луѓе. А вас мора да ве украл некој добар арамија. Зашто ако би бил лош, јас ке сум го намирисал и ке сум го фател. Ајде. Не мудрувај. Ние дојдовме тука на сред село за да видиме кој ќе ни ја купи куќата. Сакаме да ја продадеме. Оти ние пари немаме. Пари немаме, а да работиме не планираме. Да, ние сме чорбаджи и ние само сакаме пари. Така е. Ќе ја продадеме куќата и пари ќе си имаме. Е, Арно? Арно, штом така сте решили? Туку каде ќе живеете? Се живееме кај татко во старата куќа. Да, А, во другото село. позади ридот. Така е. Значи, лоши луѓе нема да има во наше село. Што рече? Ништо, си баам на носот. Туку штом така сте решиле, мислам дека можам да ви помогнем. И како ти ќе ни помогнеш? Ти да не ни ја купиш куќата. Види се каков си. Никаков. Јас пари немам да ја купам куќата. Меѓутоа познавам едни чорбаджи што можат да ја платат. А и ним им треба кукичка за домакинство. Е, ајде да каде се тие? Полека, Мори, родно, закјути. Ајде, пак ги пушти гајдите. Мири се. Кажи ми ти, кај се тие луѓе? Вака ќе направиме. Ки нисајте вие на излезот од селово, каде што обично јас стојам. Јас меѓувреме ќе појдам до кај нив, ќе им ги земам парите и ќе се најдеме долу на патот. И ќе направиме размена. Јас вам парите, вие мене клучот. И сите срекни и задоволни. Бива ли? Бива. Ајде, тргнувај родно пред мене и немој да ми цимолиш по пат. Ајде, тргнувај. Ке си молам цело пат да спомолам. Ајде по пат. Ти да полудиш. Ајде. Оди. Да полудиш. Ти да полудиш. Скри тоа парите. Ке не види некој, ке не удри со камен по глава да ги украде. Наши не се. Ако не требало да бидат, и нека не удри. Пред домаќине, што несреќа не снајде. Не знам, Зоро, не знам, молчи. Пари да ни стасат на спиење. А нит сме ги заслужиле, нит сме ги одработиле. Ајде побрзаме на сред село, може ке дознаеме чии се. Ги нема. Може треба јас да појдам кај нив. Ама се си мислам дека тие самите ќе дојдат и ќе бараат некој човек сред село да му ги вратат парите. Еве ги. Во право бев. Добар ден, добар пријателе. Добар ден, добри луѓе. Кај итате вие вака загрижени? Оти си добар човек, добар си. Тоа видовме.
Морам да те прашам нешто. Ајде, зборувај. Ти како чувар на селото може ке знаеш. Погледни. С ношти насон ни дојдоа. Вчера уште рано легнавме, а кога станавме имаше што да видиме. Што? Па ова! Ни знаеме од каде, нит сме ги заработиле, нит сме ги заслужиле. Јас мислам дека ги имате заслужено со својата добрина. Мора човеку што зборуваш? Да не има некој лош човек во селово. Лош човек што остава пари на спиење. Кај се видело бе тоа, пријателе? Некој човек туку така да поклонува пари на некој друг. Ви велам, париве се ваши. Тие само си нашле нози и си дошле кај вас. Шега ли правиш, бре, пријателе? Каква шега? Во селово лош човек нема. Јас го знам ова зашто јас го чувам селово од лошите луѓе. А ако ви се дадени од добар човек, тогаш за алал и за добро ви се поклонете. Сигурно е така? Сигурно. Ами ако е така, домаќине, што ќе правиме ние со парите? Па тогаш ќе си створиме домакинство. Еве, јас имам еден предлог. Познавам едни домакини кои што ја продаваат својата куќа. Еве, вас ве гледам вака, ви треба топол дом, да не спиете и да не мрзнете на подот. Што велите јас да појдам кај нив, вие да ми ги дадете парите мене, јас да ја купам куќата и да се вратам овде со клучо. Па штом велиш така, така нека биде. Овие се доволно. Тие нека ги за вас. Ајде тогаш јас да побрзам, а вие почекајте ме, доаѓам за брзо. Хајде, хајде, пријателе. Ајде, луѓе, еве ги парите, а сега клучот. А мене дај ми ги парите. Не, мене дај ми ги парите. Мене дај ми. Мене дај ми ги парите. А јас тебе клучот ќе ти го дадам. Е така. Ајде, едно тебе, едно тебе. И ајде сега по патот и надвор од селово. Ајде. Ајде, Ајде. со здрави. Со здравје. Надвор од село. Родно, тоа твоето како поголемо бе. Море, парите од татко што ги украдо. Мој треба да се сите пари. Тие беа мои пари. Само ако ми плачеш сега по патот, јас ќе тргам. Плачам кај вас. Ајде, пази. Ајде, одете си по патот и да се знае дека во ова село има само добри луѓе. Добри луѓе имало добри. Нисмо. Туку да појдам јас кај луѓево, да им го дадам клучот од новото домакинство.